Во времето на СДСМ и не беше случај. Токму сега се појавуваат европратенички кои се од друга држава, кои велат дека се македонки, дека ги бранат нашите интереси. Дали можеби ние како македонска држава, дали тоа е, вие сте дипломата, дали тоа можеби ние сме направиле нешто на дипломатски пат за да се појави токму сега некоја така? Дали е возможно тоа? Не да е возможно, тоа е начин. Јас ќе ви кажам што правеше Косово на почетокот кога уште немаше прогласена независност. Ги купуваше сите представници на ОПСЕ. Ги купуваше. Им местеше женски, им даваше пари. И тоа е политика. Тоа е политика. Сервер, познат е тој сервер, како му името, сега не знам, од Джон Пофок, каде таму од Америка, аналитичар кој го знае брата. Јас имам доказ негов дека 10.000 евра му дале во една прилика албанците од Косово. Имам доказ, кај што он во Конгресот можеш да ги пријавуваш тие работи. Јас од таму го имам излечено, прифаќа дека примив 10.000, не знам, за вамо таму. Зашто? За лобирање, разбирате. Така да, тоа се гради мрежа, за тоа се инвестира. Јас ќе кажам, имавме еден во Брисел, Жан Волф, напиша книга која е објавена во Париз, Ла Маседоан Дешире, Расчеречена Македонија. Извонредна книга, анализа. Дојдеше кај нас, му помагавме јас едно време, кусо време во понеш Југославија, позаимен од Белград, во секретарот за информации, и тогаш работев на тој случај, разбирате. И таа книга, разбирате, во цел свет беше продадена, пласирана. После тоа нашиве сакаше да дојде на Струшкевиче на поезијата, викаме немаме пари, му велат. Тој да пишуваше за Бугарија, вила ќе му дадеа на Црно море. Вила ќе му дадеа. Велам, такви работи се. Па во моментот кога најмногу беше загрозен нашиот јазик, ние затворивме 2-3 лекторати во странство. Ние ги затворивме. Добро, кажете, мислам, тоа покажува дека нема стратегија, нема политика. Насмејам. Тоа што покажува? Незнаење или можеби исплашеност, ние сме мали, ние не можеме ние до тука. Што е тоа? И незнаење, и непрофесионализам, и корупција на некој начин, разбирате. Нашите луѓе ги подкупуваат, да знаете. Пак објавија сами грците дека за околу името потрошите 150 милиони евра. Објавија грците, официјално. Тоа после тоа Кодзијас го негираше, ама има официјални потврди дека 150 милиони. И знаете, нашите новинарчиња, политичарчиња, сите имаат земено на еден друг или директен начин. И знаете, да земеле големи пари, јас би им простил. За ситни пари се За ситни пари. Ти за ситни пари ја продаваш својата држава, своето достоинство, својата историја, своите предци ги предаваш на крајот на краиштата. Кажете ми, надворешната политика на Македонија во моментов, како ја оценувате, каде грешиме, каде сме добри, дали имаме дипломати од кариера како во ваше време или нема? Мислам дека во целина дипломатијата е слаба. Ние да се разбереме, ние во 15 на представништва немаме амбасадор. Во Америка немаме амбасадор. Тоа е саботажа на некој начин. Не знам сега што чека новата власт, разбирате. Што чека новата власт? Го вратија, мислам дека. Не знам, или во Вашингтон имаме, од Њујорк го вратија, сам се повлече уствари, али јас мислам дека и во Америка немаме амбасадор, јас мислам. Не сум сигурен. Он вели сам се повлекол. Не, он сам се повлече, тоа е факт, ги зафркме уствари. Он има криминал, човекот е криминалец по многу што, разбирате. И има аргументи и он свати дека они уште кога го пратија, дека ќе го вратат чим дојдат на власт, така да тоа не. Добро, ако има докажано криминал, зашто не го? Опет наводно ќе нас оди на брзина, разбирате. И тоа е све измешано. Едните имаат влијание тамо, ако даде ово обвинителство, во судство, така да ќе нас. Значи не е бас јајна надворешната политика. Видите, надворешната политика моментално, вокабуларот кој го користи власта извонреден,
разбирате? Прв пат ние почнавме да се конфронтираме и да кажуваме што треба, што не треба, што е прифатливо, што не е прифатливо. Меѓутоа, ценам дека и велам, фали стратегија. Знаете, ако немате стратегија, ќе се вртите во круг. Тие знаат, знаете, зашто вика пропадна Горбачов во Руската Федерација, вика знаеше што не сака, но не знаеше што сака, разбира. И нашиве се отприлике, и да знаете, на времето што американците неколу околу името на кој беше Груевски велеа, гледаме што не сакате, кажете што сакате. И Груевски грешеше што не кажуваше што сака, разбира. Он тука застануваше. Викаше промена на името нема и он де факто беше свесен дека во февруари 2011 година кога беше обелата куќа со Џо Бајден и со Клинтонка, тие му рекоа или ќе смениш името или ќе те фрлиме на буниште, и фрлија на буниште. Човекот да беше спремен да го смени. Значи и сегашната власт нема јасна концепција што и како, знае што не сака, ама се уште нема дојдено до заклучокот што сака. И велам, ако нема друг излез, Македонија првиот чекор што може да го направи е да се повлече од вториот протокол. Нема друг излез. Ние сме во ќорсокак, во темен тунел, без излез, и ако сакаме да излеземе од овој ќорсокак, е да се откаже вториот протокол. Со тоа почнува нов период, нова етапа, паѓа при преговарачката рамка со која Македонија никогаш нема да влезе во Унијата, и де факто паѓа ултиматума да се смени уставот и почнуваме на еден нормален начин да одиме према Европската Унија. Европската Унија нема да се прошируваше долго време, 20 години најмалце. Значи не само ние, него никој нема да влезе, тоа е апсолутен факт, мислам да тоа ви го гарантирам. Сега велат дека Албанија последното поглавје го отвора, може другата година веќе ќе влезе. Ама Турција од кога преговара? Од 2005 година преговара. Турција историски. Па и ова ќе биде историски. И тоа они ќе преговараат, ќе дојдат, Црна Гора исто така и на крај ќе чекаат. Ќе чекаат уште 15-20 години, колку ќе видиме. Може никогаш повеќе нема се проширува Европската Унија како до сега. Втора лига ќе шанси да опстане ваква какво што е сега. Унијата? Да. Унијата е цивилизацијско достигнување и како ваква како што е ќе се прилагодува вамо таму, таа е нешто трајно, разбирате, и добро што е трајно. Тоа е за Европа добро и Македонија треба да направи све да влезе таму, али не како нели така зомби народ, него достоинствено. И тоа треба да се работи. И ако ние сега се повлечеме вториот протокол, ќе има жестоки критики, 3-4-5, дека биде месец дена, ќе си легнат на брашно и ние ќе почнеме од почеток. Ќе почнеме и ќе бараме со Брисел третман како и на секоја друга кандидатка. Сега тие не третираат како да сме ние некои измислени, некои, велам, тука случајно најдени, а не фактор некој, не држава, кој се респектира. Така да, ние самите се доведоме во ситуација да си играат мајтап со нас и тоа мора да се надмине само со наши одлучни чекори и со една длабока посветеност која бара храбри и радикални одговори. Председателката ја оценувате како доди на прав пат? Прави грешки, мислам и таа е добронамерна, мислам во основата на нејзината политичка филозофија е исправна, меѓутоа прави се среќава со Румен Радев, се среќава таму Ереван Кали беа, разбирате, а тој не плука цело време. Не се прави така. Без знаме. Да, знамето беше, ја не се согласувам со тоа. Тоа беше наша грешка. Тоа беше наша грешка. Тоа покане да се сликаа таму и после се направи такво. Дали беше тоа дипломатска финта, што ние не бевме ни до толку спремни дипломатски за да видиме што сака. Нашите не разбра ситуацијата и добро што ги нападна бугарите, иначе не бевме во право тој случај. Стварно? Не бевме во право. Тој према што објавија и рекол, дојди да се сликаме во мојот кабинет. И само му не изгубил, а они кај што беа таму седеа имаше македонско знаме. Значи, во мојот кабинет не држи он неговиот кабинет македонско знаме. Па може би треба да процени да се сликаат каде што било македонското знаме. Она не може да не прифати, така натака, али тука треба да има протокол кој ги знае тие работи, ние немаме такви луѓе. Знаете, дипломатијата е занает. И тој 1000 годише. Знаете како не сметате дека е премлад човекот што е оставен за министер за дипломатија? Видите, не мора да биде премлад, ако е, не може да знае све.
Треба да земе советници и треба да земе, например, странци. Апсолутно на Македонија од самиот почеток и фалат странци кои ќе советуваат, посебено на дворешно и дипломатски план. Во Охридскиот договор кој се преговараше, разбирате, рамковен договор, албанците имаа странци. Нашите Фрчко и Владо Поповски знаева све, поготово Фрчко беше така гениалец, тој све знае, и на крај упропастија Македонија. Сакам да запрашам, еве имам прашање, стално имам прашање од нашите гледачи, па така имам и сега ќе се одважам да ви го прочитам. Ако нема проблем. Русија ни честита за денот на Свети Кирил и Методи, каде во нивната честитка гласи се словенските просветители, но во исто време руската амбасада во Бугарија им честита на бугарите со бугарските просветители. Каква е ова политика на Русија спрема нас? Дали имаме една политика према нас, ни риба, ни девојка? Видите, прво, нашиот однос кон Русија е катастрофален, погрешен. Ние цело време се фалиме што имаме комплетна усогласеност со надворешната политика на Европската Унија. Европската Унија нас не смета како да сме уљези, како да сме некои заскитани недобронамерници или забегани, разбирате. А ние се фалиме. Што добиваме тоа? Ништо не добиваме. Тоа е прво. Второ, мене лично предходниот патриарх руски Алексиј II ми рече: Кирил и Методи се македонци. Вие треба да ги славите, а вие не ги славите, ги слави Бугарија. Факт. После тоа покренав иницијатива и се, и Бучковски беше тогаш премиер, и после година-две го прогласиме за национален празник. Предходно не беше. Во Бугарија одавна е. Тој ми го рече. Путин изјави пред некое време: Кирил и Методи, писменоста наша дојде од Македонија, од македонците Кирил и Методи. Да, ова име најново сега. Чекајте. Значи, во оваа ситуација, кога ние санкции правиме на Русија, Така, санкции. по тие да речат дека македонци не постојат, јас први би рекол алал да им. Велам. Ти не на Русија да ја покажува санкции, што покажува дека не нешто правиш, разбирате. Воздржи се. Поготово што е од Европа немаш ништо. Што е возвратот од Европа што ние први се викаме дека Русија ја прогласиме како Русија не е агресор во Украина. И затоа